Во наредните 15-20 минути гостин утрински брифинг еден од влијателните предприемачи на холдингот и собственик се разбира на дел од холдингот Раде Кончар. Горан Антевски во утрински брифинг со еден повод и со една промисла. Поводот е тоа што холдингот реши да ги осигура сите своји вработени со дополнителен пакет врзан околу животно осигурување, приватно лекување и така натаму, но за тој дел на корпоративната одлука нешто подосна. Пред се на почеток, Антевски, струја имате, кај набавувате, колку веќини? Благодарам пред се на поканата, добро утро. Струја набавуваме, се разбира, преку компаниите кои се задолжени за сето тоа. Веќе подолго време, скоро 2 години. Сега за сега имаме. Се надеваме дека така ќе остане. Истовремено ние инвестиравме дел од една од нашите компании инвестираше во фотоволтаици. Се надам дека набрзо ќе се пушти централата. Имаме проблем со приклучокот. Видите, во нашата држава лесно е да изградите нешто, но да се приклучите на електромрежата е многу тешко. А тешко не е затоа што со имотните прашања во кругот на Раде Кончар не се решени, па врз основа на сето тоа имаме проблеми да се приклучиме. Фотоволтаиците ќе ги решат вашите интерни фабрички потреби од енергија? Или не? Па не, делимично да, ќе ги решат, затоа што фотоволтаиците и така се проектирани да го задоволуваат 70-80% да ја задоволуваат 70-80% од потрошувачката во текот на денот. Но се разбира, тие не можат да задоволат комплетно целата. Се снабдувате на слободниот пазар. Дали и како реагира тие што ви ја нудеа струјата со оглед на рапидниот пораст на цената на меѓународните пазари и дестинации? Колку ви порасна и дали тоа беше вкалкулирано или имавте долгорочен договор кој ве овозможи едно континуирано и стабилно снабдување со стабилна цена? Ние како компанија од пред 2 години склучивме договор, може и повеќе, не сеќам точно, но го склучивме договорот Хупекс, значи берзанската цена плюс трошоците за испорака до нашето бројло. Така да во овој момент ние немаме проблем со договорите, затоа што и на добавувачите им одговараат ваков тип на договори во моментот, затоа што ние плаќаме како компанија плаќаме цената која е повисока во моментот. А таа е страшно висока. Значи скоро 3 пати се зголемени цените моментално што ги плаќаме на сметките од што сме ги плаќале пред година дена. Како успеавате да одржите финансиско бонусно салдо добро, да работите сосема солидно при ваква скапа струја? Имавме вложувања во изминатиот период, значи ние не знаевме дека ќе има ваква економска криза, но ние секогаш настојуваме да се подобриме во работењето, така да имавме неколку инвестиции со кои ја намаливме потрошувачката на електрична енергија. Умеѓу време направивме прераспределба на некои работни места и генерално го поминавме тој тежок период, да кажам. Се надевам дека во наредниот период ќе немаме исклучување и намалување на работењето наше, па се надеваме дека ќе обстоиме. Какви се финансиските резултати на крајот од година со оглед на кризната ситуација? Значи резултатите се одлични за оваа година. А па зашто Па не знаеме дали наредната година ќе ги постигнеме истите резултати, затоа што работевме на многу проекти во државата. Сега се пробуваме и повеќе и надвор. Како компанија направивме добар тим, млади инженери. Од 80 вработени имаме 35 инженери, значи скоро половината се инженери, кои се млади, надежни и кои веќе се етаблирани на пазарот во Македонија, мислам на проектите во Македонија. И за наредната година веќе ни е планот да излеземе надвор од Македонија со дел од вработените да настапиме на другите пазари. Ова е важен елемент. Се повеќе добрите менаџери главен акцент ставаат на човечките ресурси и на човечките потенцијали. Ми се чини дека во тој контекст еден добар потез сте извеле како мини холдинг, а тоа е осигурување на сите вработени и животно и дури и здравствено. Тоа значи дека го проширивте
ја проширите палетата на осигурување, не само на менаџерите и на главните актери, творци и така натаму, туку и на сите вработени. Што значи тој пакет и колку тоа ја чини фирмата наспроти бонусите и бонитетот што го обезбедувате со тоа? Значи вака, ние скоро ги имаме сите можни пакети за осигурување, пензиско, здравствено во претходниот период. Животното осигурување кога го направивме сега со Триглав беше за осигурување на сите вработени. Но ќе се врата малце претходно. Ние за нашите важни инженери и работници, околу 30% имавме животно осигурување во изминатите 10 години скоро. Направивме и приватно здравствено осигурување. За дел од вработените исто така имаме и за третиот пензиски столб, значи тоа е како штедење за нивната пензија. И заклучивме дека тој профит што го остваруваме во текот на годината, што секако ние како сопственици ќе го поделиме на менаџерите, заклучивме дека добро е да поделиме на сите вработени. И наш заеднички разговор со дел од вработените и менаџерите, инженерите, разговаравме дека секако тие пари ако се дадат на трансакцијска сметка, во истиот момент се купи некој нов телевизор, шпорет или клима, но никој нема да мисли за иднината. Затоа решивме да на секој од вработените почетно 500 евра годишно да им плаќаме во наредните години додека бидат кај нас. И сето тоа го направивме, секако тоа ќе се зголеми. Те го во фондот за животно осигурување. Да. Во наредните 20 години секоја година минимум по 500 евра. Значи за поголем дел од вработените ќе се зголемува. Но целта беше и нашата заложба, затоа што ние како Раде Кончар ТЕП, како најмлада компанија во групацијата на Раде Кончар Сервис, славевме 15 години нашето постоење, а додека Раде Кончар Сервис слави 73 години традиција и верност. Така да ова го направивме како за нашите вработени традицијата и верноста им ја вративме со едно животно осигурување каде што тие ќе бидат обезбедени, нивните фамилии ќе бидат обезбедени на двојно поголема сума ако во случај да се случи некаква болест, смрт или нешто, не да Боже. Така да направивме еден убав потек, но искрено сум разочаран од медиумите. Искрено, вие сте прва телевизиска компанија која го кажува овој настан, укажува на сето тоа, затоа што на нас работодавачите, за нас работодавачите тоа е голем потек, за работниците уште поголем, но општеството во Македонија треба да дознае малце повеќе за ова. Да, тоа е и концепт на обезбедувањето на квалитетна и лојална работна сила. Горан Антевски, Раде Кончар, сега се фратам на почетокот од нашиот разговор. Рековте дека сте обезбедили 30% млади инженери, тие се образовани, ги најдовте на слободниот пазар или ги моделиравте според така нареченото дуално образование? Малку на факултет, па малку кај вас, па малку традиција, родител, дете и така натаму. Како правевте каптажа на овие луѓе кои треба да ја преземат одговорноста за растот на Раде Кончар? Поголемиот дел од нив, да кажем 85-90%, се дојдени директно од факултетите. Ние имаме добра соработка со електромашинскиот факултет и во текот на годините, па и сега се разбира, овие студенти доаѓаат на додипломски или магистерски студии кај нас, правење на проекти, или по препораки од професорите, препораки од наши пријатели, доаѓаат кај нас, на обука се 3 до 6 месеци, во зависност како ќе се покажат нивните способности, остануваат или се заминуваат. Најголемиот дел остануваат, затоа што ние имаме систем за дообразување на тие кадри и најчесто си остануваат и затоа се зголемивме толку во последнава година, значи зборам само за 3 години ние пораснавме само во инженерскиот кадар 300%. Во екс-југословенските времиња Раде Кончар беше препознатлив како бренд кој југословенската
индустрија ја пласираше на Далеки Исток и така натаму. Сега мислам дека значаен дел од вашите производи, пласмани и работа е врзана за домашниот пазар. Се разбира, тука има истекна низа околности. Ке тргнете во освојување повторно на извозот и на странските пазари? Да, тоа ни е план за наредните години. Веќе почнуваме со наредната година, повеќе надвор да извезуваме и да работиме. Ние секако имаме еден добар извоз, но инвестиравме во последните 2 години многу големи средства во нови технологии. Купивме преку Фитер, купивме можност да набавиме нови машини, високо софистицирани, секако роботи, и мислиме дека во наредниот период многу ќе зголемиме производството, квалитетното производство, за да можеме да настапиме на тие пазари, да бидеме препознатливи како што сме сега, и да бидеме попрофитабилни и попродуктивни. Тоа ни беше целта. 90% од моите гости кои разговараме за економија ги сакаат црнилата, пропаѓаме, готово е, нема пари, инфлација и така натаму. Кога разговарам со вас, не можам да ве исчашам, а да не ве прашам на крајот на криштата. Нешто што е политичка економија или економија во политиката. Мислите ли дека оваа турбуленција на домашниот политички пазар, нова влада, стара влада и така натаму, може за миг да ве отклони од вашите приоритети или сепак сте концентрирани само и исклучиво на производството и пласманот? Ние како компанија не се мешаме во политиката, најискрен да бидам. Ние сакаме да си работиме бизнис, така сме сватили и така работиме. Но секако целата оваа ситуација што се случува со владата доаѓа, мислам дека во најтешкиот период за нашата држава. Јас како бизнисмен, како човек одека што работи во Македонија, мислам дека доаѓа во најтешкиот период. Ова не требаше да се случи во овој момент, затоа што имаме, освен здравствената криза, имаме енергетската криза. Ако имаме нефункционална влада или влада која има проблеми, не може правилно да се насочи во решавањето на тие проблеми. Видете, ова ми доаѓа ситуацијава како пред 25-30 години со оние фирмите во стечај, кога имаше промена на директори, па кога не се знаеше кој раководи компанијата, така и нашава држава доаѓа во моментот. Доаѓа голема асоциација да правиме, и тогаш пропаѓаа фирмите. Се надам дека нема да пропаднеме заради една смена на власт или одржување на власт. Јас сум секојаш позитивен. Не гледам на тоа. Јас сакам да направам некаква мала споредба, затоа што ние како компанија сме стабилни и гледаме дека кога имаме една стабилност, кога не сме оптеретени со политика и со такви проблеми, ние сме се фокусирани на профитите. Благодарам, тоа беше Горан Антевски, еден од собствениците на холдингот Раде Кончар. Ги чувте неговите становишта и како предприемач и како човек кој се грижи околу развојот на човечките ресурси, што е сега главна корпоративна алатка на сите менаџери, тоа е во светот и тука.